љубовта кон готвењето ја добив ја стекнав. Моите родители кога одеа на работа ми остава кај мојата баба да ме чуват и додека таа готвеше јас стално сакав да ја помагам и таа ме оставаше и така со тек на време, со повеќе години јас стекнав љубов кон готвењето. Со оглед на тоа, бидејќи сум од Охрид, се запишав во угостителско за полесно вработување, пошто фалат многу кувари во Охрид, бидејќи сите заминуваат на страна. Бидејќи во Охрид главна дејност е туризмот и сакав да запишам јас како кувар, за во иднина се гледам да полесно се вработам и се гледам како во некоја фирма или во моја да работам како кувар. Сега сум последна година и многу сум задоволен од наставата, бидејќи училиштето посветува многу внимание на практичната настава. Практичната настава ми е многу потребна, мене како готвач. Исто училиштето има многу разноразни соработки со сите ресторани, да речам, низ Охрид, кај што можеме да одиме ние на пракса, да видиме како се работи, што се работи, и имавме можности да работиме ние таму. Многу сум задоволен од професорите по стручни предмети, од кои што многу научив. Војо, Васко, Милена и сакам да го кажам професорот по физичко Петар, кој што многу ми поможи. Сакам му се заблагодарам и моментално што ни е класната Весна. Училиштето се реновираше скоро една година и многу сум задоволен, моментално гледам како се вклопват сите работи и едва чекаме да почнеме сите на школа, работиме во нови услови, понапредни кои ни додека се реновираше училиштето, одевме една година онлайн на школа, што многу ни сметаше нас негативно. Бидејќи не можевме да имаме на школа, да имаме практична настава во школото и плюс во други објекти. Но се надевам дека во оваа година ќе го надополниме цело изгубено време. Од кога почнав средна школа, секој лето, секоја сезона работев во угостителски објекти. На тој начин заработував свои пари и не бев терет на моите родители да треба ми дават секој ден пари за колку сакам да излегувам. Бидејќи сум последна година во угостителско, си отворив своја сендвичара, со кој што ми поможија брат ми и војко ми. Сендвичарата се отвори оваа година на почетокот и се викат Попај. И многу сум задоволен како се снаоѓам во свој објект. Немам слободно време, би сакал јас да имам слободно време, да можам да излегувам по ноќни клубови, по кафичи, да се дружам со моите другари, но сум одлучил да работам, тоа е моја одлука. Имам среќа што живеам во толку убав град како Охрид. Многу често ми се случува кога ќе завршам на работа да после работното време да не стојам дома, туку да излезам покрај езеро, да прошетам и да седам на некоја клупа и само да седам за да си ги наполнам своите батерии. Јас како млад човек повеќе би сакал да имаат повеќе филмови во киното, повеќе проекции да прават во киното,
отколку да има журки по дискотеки, бидејќи тоа не му фали на Охрид. Журки и дискотеки имат доволно. Порано хоби ми беше кошарката, но сега ми е хоби и риболовот. И кога имам слободно време, одам на риболов и тоа многу ме релаксира. Тајна на добро хамбургер во Куба е тајна. Бидејќи секое лето, секоја сезона работев во многу различни објекти, угостителски објекти, имав можност да видам колку е тешко да заработуваш своји пари, особено во кујна. Бидејќи имаш многу нарачки, треба да брзаш, па топло. Тоа ми покажа колку е реално тешко оваа работа, но не ми ја намали желбата да продолжам да ја сакам и да ја работам таа работа како кувар. Јас сметам дека шефот на кујната е најбитниот вработен во еден ресторан и треба да биде ценет и добро платен. Меѓутоа, јас мислам во Охрид дека не се платени ни ценети главните кувари. Затоа ни се случува ова што гледаме секоја сезона, сите стручни кадари заминуваат некаде по странство за да работат подобри пари. Откако станав помолетен, размислувам, ми се отворија можности да одам во странство, но тоа што ме држи овдека е мојот бизнис. Само. Колко е повелите? 2 хамбургери за 15 минути. Хвала, чао. Бидејќи себе еден ден се гледам како иден кувар, гледам дека овдека во нашиот град фали многу во самава храна и во само мени, фали многу естетика, приказна и фантазија. Мислам дека треба многу да се работи, да се збогати менито и како се презентира храната пред гостите. Каде се гледам после 10 години. И после 10 и после 20 години се гледам во Охрид. Но за жал ќе мора да го напуштам на некој време Охрид, бидејќи сакам да заработам пари, знам века да инвестирам во угостителски објект, ресторан, каде што ќе се работи баш како што треба.